Svoj da ne spasi nas, Isusa, Hristosa, Emanuel, som nas beše Bog i ostana ne pomiri, so tebe ne osveti, nema smrt, nema veke krivi. Мир вам, Отче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го и денес, и простини ги долговите наши, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. Значи, ако им ги проштеваме на нашите должници, ние, ако проштеваме, и нам ќе ни биде простено, како што и ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот. И избави не од лукавиот. Овој свет го владее лукавиот. Ако немаше потреба Отецот Небесен, нашиот Татко на небесата, значи, сите други зборуваат за Бог, а ние кои ќе го познаеме Исус Христос, зборуваме за Отец на небесата, зашто е пишано во Евангелие по Јована, на сите што го примија, на сите што поверуваа во Неговото име, им даде сила да станат синови Божји. И избави не од лукавиот и не воведи во искушение, зашто Твое е царството и силата и славата, славата и царството е Него во сите векови. И не воведи во искушение. Во Евангелие по Јаков, во посланието по Јаков се вели: Бог не искушува, туку секого го искушува неговата похот која го влече и мами. Послание на апостол Павле до римјаните. Не се подразбира до римјаните, туку се подразбира и до вас, до скопјаните, до македонците, до прилепчаните, до битолчаните, до сите оние кои живеат на мајкава земја, до било кој град, зашто ова е безвремен текст, ова е живо слово кое зборува за силата на Божјата љубов, животворно слово во кое, ако поверувате и верувате во Исуса Христа, можете да изрекувате живот. 5 глава, послание до римјаните, до ниневејците, до сите вас и до тебе, брате и пријателе, и така оправдани преку верата. Оправдани преку верата имаме мир со Бога. Мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. Има деноминации во поделбата на христијаните, велат Исус не е Бог. Преку нашиот Господ Исус Христос. Зошто е Господ Исус? Бидејќи во Него пребива Отецот со сета Негова полнота. Преку Него со верата добивме и пристап кон оваа благодат. Ние зборуваме дар на вера во послание на апостол Павле до Коринтијаните. Дар на вера. Да поверуваш во Господ Исус Христос. Некои немаат вера. Луѓето веруваат во се и се што, веруваат во разни работи. Веруваат во политички партии чии водачи крадат, а тоа е проклетство кое се распроклетува, го шири демонизмот, демократизмот во сопствената земја, нешто што се случува во Македонија и веројатно во сите земји.
околу нас и понатака. Значи, преку него со верата добивме пристап кон оваа благодат во која стоиме и се фалиме. По благодат сме спасени, во надежта во славата Божија. Но не само тоа, туку се фалиме и со маките се фалиме, знаејќи дека од маката се раѓа трпението. Римјаните 5 глава 3 стих, од маката се раѓа трпението. Послание на апостол Јаков: радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија, знаејќи дека проверката на вашата вера раѓа трпеливост. Значи, го имаме истото од трпението, пак повторно се враќаме во Римјаните, искуството доаѓа, а од искуството надежта. Надежта пак не посрамотува. Надежта не посрамотува, подразбира да се надеваш на Господ Исус Христос. Има еден стих повторно во Светото Писмо кој вели: кој доаѓа, кој верува во мене, нема да се посрами. Често го употребувам кога се наоѓам во некоја состојба која не можам да ја решам. Татко мој, ти рече, кој верува во мене нема да се посрами. Јас денеска се надевам на тебе, верувам во тебе за да не се посрамам. Надежта пак не посрамотува, зашто љубовта Божја е излеана во нашите срца преку нам дадениот Свети Дух. Бијат камбаните овде во Неапори, во православната црква, а јас овде го сведочам Светото Писмо. Надежта пак не посрамотува, зашто љубовта Божја е излеана во нашите срца преку нам дадениот Свети Дух. Светиот Дух, Духот Божји да престојува во нас, тоа подразбира христијанин. Духот Божји пребива во вас и ти полека се исполнуваш со полнотата на Божјата љубов, со Божјата сила, наликуваш на Него и почнуваш да го живееш Божјиот живот на Исус Христос, кој те води во Божјото царство на небесата. Така се станува христијанин, не со обреди, не со правила, не со надворешни постапки, зашто уште кога бевме слаби, Христос во одредено време умре за безбожниците. Навистина тешко би можел некој да умре за праведник, а за добар можеби некој и би се решил да умре. Но Бог ја покажа својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас и за тебе. Христос умре за тебе, даде жртва крвна да те откупи од гревовната природа во која се наоѓаш. Кој умре, ако во Христос осета негова полнота, живее Отецот Небесен, тој е видлив во Исуса Христа. Отецот сам во Христос, во неговата полнота, во Дух умре за тебе. Символично, метафорично, како ќе го разбереш, значи Христос умре за нас додека уште бевме грешни, во Христос пребива Бог со сета негова полнота, Бог Отецот. Затоа сега, откако веќе сме оправдани со крвта негова, бидејќи порано луѓето правеа крвни и бескрвни жртви за да се оправдаат, со крвта негова сме оправдани многу повеќе, ќе се спасиме преку него. Преку него се спасуваме. Што преку него? Преку него да чекориме, да го имаме како образец за живење, зашто ако се помиривме со Бога преку смртта на неговиот син, значи Бог го праќа својот син, ти дава символично показ како треба да живееш уште додека бевме непријатели. Значи Бог се помиривме со Бога преку смртта на неговиот син, уште додека бевме непријатели, тогаш уште повеќе ќе се спасиме преку неговиот живот. Ќе се спасиме преку неговиот живот. Подразбира дека ќе се спасиме ако го живееме Христовиот живот, откако сме се помириле. Како што Христос постапуваше, ние треба така да постапуваме. Тоа е христијанство. Ако некој те удри по едниот образ, заврти му го и другиот. Освен тоа, и се фалиме со Бога преку нашиот Господ Исус Христос, со кого добивме помирување. Тој не помири со Отецот Небесен, не откупи од смртта, не изми како никогаш да не сме грешиле, не очисти. Сето тоа е ако живееме по Христа и го имаме за образец Исуса Христа, а Исус пишува јас сум Словото. Значи тоа е овоплотено Слово во тело кое треба да го живееме. Значи кој јаде од моето тело подразбира ова, да се храниш, бидејќи човек не се храни само од дух, од леп, туку и од Духот Божји, од секој збор што излегува од устата на Бога, тоа значи кој јаде од моето тело, тоа е ова и пие од мојата крв, тоа подразбира да застанеш на крстот и да умре гревовната природа и да чекориш по Исуса Христа. Затоа како што гревот влезе во светот преку еден човек, а преку гревот смртта,
подразбиран Адам, првиот грев, Господ му рече да не јаде од дрвото на познавањето на доброто и на злото, и ќе умре, а тој јадеше потикнат од жената од змијата, и најнакрај не е важно кој прв почна. Битно е непослушноста и непокорноста кон Бог. Така смртта премина на сите луѓе преку еден човек, зашто сите сгрешија, тој јадеше од дрвото и стана смртен, бидејќи Господ добро му рече: не јади од тоа дрво, Адаме, оти ќе умрете. Тој зеде и јаде. Навистина и порано уште пред законот имаше грев во светот. Но гревот како таков не може да се прифати кога нема закон. На едно место во Светото писмо се вели: тие што не го познаат Бог, законот е напишан во нивните срца. Секој добро знае, бидејќи самиот дух е од Бог. Духот Божи, животот е од Бог. И тој да тлее како едно жарче, а вие имате гревовна природа, знаете што е добро, а што е лошо. Знаете да не чините зло. Човекот знае во пишан закон во срцето дека ако правиш лошо, лошо те чека. Тоа е старозаветен закон, око за око, зап за зап. Сепак смртта царуваше уште од Адам и тогаш почна да умират луѓето, па се до Мојсей, кој ги донесе 10 Божји заповеди, а тие си направија, израелците си направија златно теле си направија свој Бог и му се поклонуваа, мртов Бог. Значи, па се до Мојсей на оние што не погрешија според престапот на Адам, тоа е пралик на оној што требаше да дојде. Пралик. Адам е пралик, бидејќи е создаден по образот Божи. Во Битие, почетокот на Библијата, и го создаде Господ Бог човекот. По образот Божи го создаде, но со дарот не е исто како и со престапот, зашто ако поради престапот на еден изумреа мнозина, тој мисли на Адам, тогаш Божјиот непокорност кон Бог ја избра смртта, во зборовите има избира живот и смрт, на многу места е спомната во Библијата. Тогаш Божјата благодат и дарот преку благодатта на еден човек, Исус Христос, кој се овоплоти и стана човек, инаку тој е Син Божји, стана Син човечки, во многу поголемо изобилство ќе се излее врз мнозина. Благодатта на Исус, ако го изберете Исус, ако поверувате во Исус, таа ќе се излее. А тој дар е сосем поинаков од гревот на еден што погрешил. Значи дар, благодатта е дар, спасението, зашто судењето за еден престап води кон смрт, осудување, а дарот од многу престапи кон оправдување. Тој зборува за оправдување на твоите гревови и да ја напушти својата човечка природа и да се вратиш во дух кај Отецот Небесен, што е крајната цел на животот на оваа земја. Ако тоа не го знаете, сте го утнале животот. Ке помине и потоа се враќате во нов циклус, бидејќи доколку со престапување на еден завладеала смртта, преку едниот, дотолку повеќе оние што го примија изобилието на благодатта и дарот на праведноста ке царуваат во животот. Ке царуваат во животот преку еден Исус Христос, едно име со кое можете да се спасите. И така како што преку еден престап дојде осудување на сите луѓе, така и преку праведното дело на еден, на Исус, дојде врз сите луѓе оправданието кое дава живот. Бог го испраќа својот Син да ги земе нашите гревови, ги закачува на крстот, и како што и се даде на мојата сопруга во една молитва, крстот е како вика закачалка на која вие ги оставате своите гревови да не ви тежат. И понатаму треба да чекорите по Исус Христос, Он ги носи вашите болки, болести и страдања. Тој стих, Он ги зеде вашите болки, болести и страдања. Значи на крстот вие ги закачувате вашите гревови и се ослободувате од тој терет. Зашто како што преку непослушноста на еден човек, непослушност кон Бог е проклетство, мнозина станаа грешни, така исто преку послушноста на еден, послушен дури до смрт беше Исус, кој рече: татко, би сакал да ме одмине оваа чаша, но не како што јас сакам, нека биде твојата волја. И тој кажа: прости им, татко, не знаат што прават. Земете го тај стих од Библијата и чекорете по него. Прости им, татко, за се што ќе ви се случува, прости им, татко, не знаат што прават. Зашто архангелот Михаел не го укори сатаната кога се бореа за телото на еден светија. Тој му рече: Господ да те укори. А при тоа дојде и законот за да се наголеми престапот. Сега веќе има закон, 10 Божји заповеди, старозаветно, каде што пак се намножи гревот, бидејќи луѓето се грешни, не можат да го издржат законот. Таму благодатта се јавува во големо изобилство ако го изберете Исуса Христа. Познавам еден пример во Америка, човекот бил шаман, умира, го вика својот сосед. Шаман, појма нема за Исус Христос, не го познавал. И соседот македонец наш се наоѓа таму и доаѓа и сопругата го викнала, умира човекот, дојде го држал за рака и последните зборови пред да испушти душа му биле: Исусе, прости ми.
Значи шаман, тој нешто мисли во исто време да се наоѓа на две места, некој демонска природа. Шаманот кој не го познавал Исус на крајот вели, последните зборови Македонецот ги сведочи: Исусе, прости ми. Значи Исус му се јавил, му дава можност да го избере. И тој го познавал, го изрекол тоа, понатаму ние не знаеме што се случува. Како што гревот завладеал со смртта, така и благодата да завладее преку праведноста за живот вечен. Благодат да завладее во за живот вечен преку Исус Христос, само преку Исус Христос, нашиот Господ. Што пак да речеме? Ќе останеме ли во благодата, во гревот? Да се наголеми благодата? Никако. Ние кои сме умреле за гревот. Крштевањето во вода, која е обредна надворешна постапка за да ви покаже се потопува стариот грешен човек, излегува новиот. Ако не вие не умрете за гревот, можете да се крстите 100 пати. Да се крстите и во Јордан и било каде. Бидејќи ние кои сме умреле за гревот, како уште да живееме во него, оди и не греши повеќе, вели Исус. Кај жената што направила прелюба, оди и не греши повеќе. Оди и не греши повеќе. Зар не знаете? Земете го тој стих, ставете го во вашето срце и живејте по него. Татко, прости им, не знаат што прават, и оди и не греши повеќе. Зар ако не знаете дека сите оние што бевме крстени во Исус Христос, во неговата смрт сме крстени. Тој умре за нас и ти треба да умреш за себе и да живееш за другите. Бог е оној кој се жртвува за спас на својот народ. Пастирот го дава својот живот за овците, се мисли на Исус. Зарем не знаете дека во неговата смрт се крстени и така ние се погребавме со него? Умира грешниот човек преку крштевање во смртта, се крштеваш со смртта Исусова. Тој умре за тебе и ти умираш за себе и живееш за другите, за да можеме како што Христос воскресна од мртвите, преку славата на Отецот Татко наш те сакаме и ние така да живееме нов живот. Нов живот во Исуса Христа, нов човек, негревовен, да чекори постапките на Исус Христос. Љуби го својот ближен како себе си, земи го и тој стих, стави го во твоето срце и чекори по него. Зашто ако сме сраснати со него во еднаква смрт, ќе бидеме соучесници во воскресението. Луѓето мислат дека овде на земјава се трајно. Овде сте привремено и треба да се подготвувате, не собирајте богатство на земјата каде што ги јаде молецот и рѓата. Туку собирајте си богатство на небесата во Евангелие по Матај. Зашто таму ќе бидете во вечен живот. Овде сте привремено, овде не треба да се врзувате за ништо. Знаејќи дека нашиот стар човек е распнат со него, со Исуса, за да биде уништено ова гревовно тело кое се враќа во земја, зашто човекот е од земја и во земја ќе се врати, се мисли на телото, а душата оди на суд кај Бог. И ако си го избрал Исус Христос, одиш во Божиот живот, во Божиото царство на небесата. Ако не си го избрал, одиш во гревовна смрт, одиш во огнено езеро и потоа во нов циклус. Зашто мојот Отец е долго трпелив, тој не сака ни една овца да биде загубена. И таа приказна доктринална грешка дека има вечно проклетство не важи. Господ ќе ги спаси сите, но потребно е време. 1000 години се како еден ден, 1000 години се како денот од вчера. Знаејќи дека нашиот стар човек е распнат со него, за да биде уништено гревовното тело, па да не бидеме веќе робови на гревот, како што се сите луѓе. Бидејќи кој е мртов, тој е ослободен за гревот. Мисли да умреш за гревот. Да умреш, не можеш да грешиш повеќе. Има еден стих кој вели, кога ќе паднете болни, значи не можете веќе да грешите со телото. И Господ ви дава време да го изберете, да се покаете и да одите во Божјото царство на небесата. Ако сме умреле со Христос, веруваме дека со него ќе живееме. По верба сме спасени, веруваме. Не само да пееме Христос воскресна од мртвите и после не веруваме. А стварно воскресна кога? Уколку сатот? Христос воскресна, Христос воскресна. Тука во вашето срце да пишува дека Христос воскресна. Тој е вашиот Бог и Спасител. Знаејќи дека Христос откако воскресна од мртвите не умира повеќе. Смртта нема веќе власт над него, ја победи смртта, ги зеде клучевите од адот. Смрт каде ти е, во посланието на Коринтијаните, каде ти е смрт, каде ти е силата? Смрт. Тоа што тој умре за гревот, умре еднаш за секогаш, а животот што го живее
за Бога го живее и ти треба да умреш еднаш за секогаш во својата гревовна природа, да не грешиш повеќе и за Бога да живееш, за Бог да живееш, зашто Бог ти дал живот, ти немаш ништо и се враќаш кај Бог. Тоа е суштината на христијанството. Па така и вие сметајте се мртви за гревот, а живи за Бога. Жив за Бога во Исуса Христа и секој ден кога ќе имате потреба, Бог ќе ви испрати да сведочите денеска, вчера. Господ испраќа луѓе, сведочиме, се молиме за нив. Што денеска да направам за Тебе, Господе, па така и вие сметајте се мртви за гревот, а живи за Бога во Христос Исус, нашиот Господ. И гревот да не царува во вашето смртно тело. Смртно тело имате, а душа бесмртна, за да не им се покорувате на телесните наслади. Луѓето велат да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме. Народот седна да јаде, да пие, па стана да игра. Еднаш се живее. Тие не веруваат дека Исус ја победи смртта, го победи сатаната, вечен живот ни подари. Веруваат декларативно. Не препуштајте му ги на гревот вашите органи на телото како орудија на неправедноста. Органи на телото, туку препуштете му се на Бога како оние што оживеале од мртвите. Бевте мртви, а живи се. Има еден стих кој Исус вели, мртви по духот подразбира. Телото без дух е мртво, пишано во Светото писмо. Духот е тој што оживува. Духот е од Бог, телото ништо не помага, телото е смртно. Туку препуштете му се на Бога како оние што оживеале од мртвите. И вашите органи на телото да бидат орудија на праведноста. Гревот нема да господари над нас, да не господари над вас, зашто вие не сте под законот. Вие сте под благодат, ако чекорите во Христос, ако врвите во Христос, ако Духот Божји живее во вас, што е крајната цел на нашиот живот, пребивање во Дух во Бог. Па што да грешиме, бидејќи не сме под законот. Спасени сме, сега има некои деноминации, готово, сега сме спасени, ќе исцелуваме, ќе пееме песнички. Не. Дали знаете дека како му се предавате некому како робови за послушност, робови сте му на оној кому му се покорувате. Покорете се на Бога, има еден стих, испротиставете се на ѓаволот и тој ќе побегне од вас. Покорност кон Бог, непокорност кон Бог е проклество, живот во проклество, бидејќи овој свет го владее сатаната, ќе ве врзе во своите пранги и знаеме вашите мисли, слабостите на вашето тело, похотта на телото, желбата на очите, гордоста на животот, што ве одвраќаат од Бог. Робови сте му на оној кому му се покоруват, или на Бог, или на гревот кој води во смрт, или на послушноста кон Бог која води во праведност. Но благодарејќи му на Бога, вие иако бевте робови на гревот, значи Бог го даде својот син Исус Христос, умре за тебе, ги зеде твоите гревови, ги закачи на крстот како закачалка. Од се срце се покоривте на оној образец на поука Исус Христос, значи од Син Божи, овоплотен слезен ангел, слегува преку Дева Марија, кој исто така веројатно слезен ангел, за да може една земна жена да го издржи Синот на вечниот Бог во кој пребива Отецот. И тоа е образец на поука на која треба да и се подадеш, како треба да чекориш. Исус вели, поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир. Мир ќе најдете за душите ваши. Македонија ќе најде мир само во Исус Христос. Мирот надвор го нема во светот. Видете во Македонија што се случува, веројатно и во другите земји. Таква омраз има во политичките структури, такво крадење, таква нељубов кон себе си, нељубов кон самата земја. Ти ако не го љубиш оној што си го видел твојот брат, тој тука до тебе соседот, како ќе го љубиш оној што не си го видел, се мисли на Бог? Кој го љуби Бога, тоа е заповед. Треба да го љуби и братот свој. Кога во Македонија ќе се сетите на тоа, Македонија ќе се оправи. Ако водачот краде, цел народ ве води во проклетство. Ако водачот ве продава на туги народи, на туги религии, целиот народ ве води во проклетство. Треба да го повикате Исус Христос. Не икони, не светци, не богородици, богородично христијанство. И така, ослободувајќи се од гревот, вие станавте робови на праведноста. Робови, значи вашите органи од робови на гревот, од органи на гревот да станат органи на праведноста, вашето тело да го очистите. Ви зборувам како човек поради слабоста на вашата човечка природа. Слабоста на човечката природа е телесноста, душата сака едно, телото сака друго. Како што ги препуштивте органите на вашето тело во телесна служба,
на нечистотата и беззаконието за беззаконие. Така и сега оставете ги деловите на вашето тело да и робуваат на праведноста која води во светост, да му служат на Исус. Има еден стих кој вели: ги принесовте вашите тела за богоугодна жртва на Бог. Додека му бевте робови на гревот, бевте слободни од праведноста. Но вие сте во гревот, одите во гревот на смрт, на крајот завршувате во болест, во вечен оган, во огнено езеро, во нов циклус, каде што ќе биде плач и крцкање со заби. А каков плод имавте тогаш? Дела од кои се срамувавте, бидејќи нивниот крај е смртта. Овде сте привремено на земјата, дела од кои се срамувавте, бидејќи нивниот крај е смртта. И ќе дојдам до македонските политичари кои не го спознале Бог. Крадат, лажат, се мразат, шират омраза, расшируваат демонизам, нељубов, дела од кои се срамувате и нивниот крај е смртта. Затоа Македонија е во таква состојба. И духовните луѓе носат вина. Зошто не успеале да допрат до нив, да го наметнат христијанството како живот во благослов наместо живот во проклетство световното. Светот го владее сатанат и не можете да му се спротивставите на светот освен со Исуса Христа, ако пребива во вашето срце. Но сега кога се ослободивте од гревот и му станавте служители на Бога, имате плод кој води во светост, осветување на вашето тело и душа, а крајот е живот вечен. Овде живеете привремено на земјата. Тој е како еден казнено поправен дом, каде што треба да го изберете, да се покајате, да го изберете Исус и да се вратите повторно во Божјото царство на небесата, од кое сте отпаднале поради непокорност кон Бог. Сте избрале смрт. Другата приказна е дека ви имате ангелска природа, паднати ангели, сатаната е паднат на земјата, после битката со архангелот Михаел го има тоа во Откровение, е фрлен со неговите демони на земјата. Значи, вие сте тука сте некаде. Зашто платата што ја дава гревот е смрт. Отпадност од Бог, спротивставеност на Бог, ја немаш Божјата љубов, се стврднуваш, стануваш студена смрт. А подарокот од Бога, по благодат дојде да ве ги земе гревовите, ги закачите на неговиот крст, да ги оставите, да не ги носите повторно. Е живот вечен во Христос Исус, нашиот Господ. Амин. Татко мој, ти благодарам што ми го отвараш ова слово овдека во Егејско. Додека во Македонија се случува и се расширува омразата. Те молам да им ги отвориш срцата на македонските политичари да се покајат и да ги исцелиш, да им ги отвориш со очите да гледаат, со ушите да слушаат, да не се покајат и да ги исцелам. Без тебе не можам да направам ништо, со тебе можам да направам се. Ти си ми се што имам, ти си ми дал живот, ти си ме создал, ти ми ги даваш дарбите. И денеска ја прославувам твојата победа, Господе Исусе Христе, над смртта, над сатаната, над болките, болестите, страдањата, над проклетствата, над магиите, над граѓанските војни, над разни лажни религии, над идолопоклонства, над поделба, на братоубиствени војни, над се што не е од Бог. Крвта Исусова е свето положувам врз мене, врз македонскава земја, врз сите аспекти на моето постоење. Се молам за сите христијански заедници во Македонија и насекаде во светот, за сите евангелизатори, пастори. Те молам за твојата црква, каде што ти си мојот пастор, ти си мојот владика, ти си мојот поп, ти си мојот водач, Исус Христос, живиот Бог и Папа, Исусе. Се молам за твојата црква да се собереме, да бидеме вистинска Исус Христова црква, христокефална, која ќе биде и ќе не познаваат ако се љубиме меѓу себе. Се молам за оние цркви кои се завладени од сатаната, за на наша поранешна црква, каде духот на Антихристот се уште ги влече. Се молам за сите сестри и браќа што се таму да се свестат, да ги избаче Господ. Те молам, Господе, за заедништво, да не ги отвориш срцата за љубов. Зошто ако љубов немаме, ништо не сум. И да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, така силна вера што и планини
da premestувам. Ако љубов немам, ништо не сум. А љубовта си ти, зашто Бог е љубов. И кој пребива во Бога, пребива во љубовта. Те молам, Господи, да им ги отвориш срцата на грчките, бугарските, албанските, српските политичари. Да се свестиме да живееме по Твојата волја. Ти благодарам што си ја запишал Македонија, за да не подсетиш колку не љубиш. После Антиох Епифан го испрати татко мој, веднаш апостолот Павле, да ни помогне. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Татко Небесен. Ти благодарам што ни даваш здравие, љубов, мир, благосостојба и што се надевам на Тебе. Зашто се моје е Твое. Те сакам, Татко мој. Слава Ти, Исусе Христе. Можеш и ти, брате и пријателе, да клекнеш на колена, да го повикаш Исусе. И ако ти се случува нешто што не можеш да го решиш, повикувај вака: Исусе, сине Давидов, смилувај ми се додека можеш. Исусе Христе, помогни ми. Исусе Христе, помогни ми. И Исус ќе ти се јави, ќе го отвори, ќе го запали жарчето на живот што живее, што тлее во твоето срце, и ќе се сетиш дека живееме ли, умираме ли, Христови сме. За Него умираме, за Него живееме, се е од Него и за Него. Исусе се, те сакаме, Исусе Христе. Слава Ти, Господе. Мир вам. Благослови ги, Татко мој Исусе, овие луѓе што ги слушаат овие слова, Твоите живи слова, поостро од секаков меч да продрат во нив, да ја разбудат љубовта, да го разбудат чувството, сетивото што е запишано во нивното срце, дека Ти си не создал и дека ние од синови човечки што сме овде на земјата, гревовна природа, да станеме синови Божји, а силата е во Исуса Христа. Он ни даде сила на сите што го примија да станат синови Божји. Амин. Амин. Христови благослови. Амин. Svoj da ne spasi nas Isusa Hristosa Emanuel Su nas beše Bog i ostana ne pomiri So tebe ne osveti Nema smrt, nema veke Prosti mi